Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Синоќа во Скопје пристигна првата група македонски државјани евакуирани од Израел преку Египет. Патниците на Скопскиот аеродром ги пречека заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија Зоран Димитровски. Најави дека се прават напори најдосно до понеделник сите граѓани кои се од Блискиот Исток и кои побарале евакуација да бидат вратени со 3 до 4 лета. Имаме околу 500 граѓани кои што се во Абу Даби, односно Дубај, во Обединетите Арапски Емирати. Исто така еден поголем дел во Катар, околу 140 наши граѓани, дел помал во Бахрейн и во кои што и во Кувајт, кои што ќе треба наредниве денови да бидат пренесени со чартер летови, кои што исто така во организација на владата и на Министерството за надворешни работи, во наредните денови ќе треба да ги пренесеме во Скопје. Еден од летовите ќе треба да замине од Ријад, од Саудиска Арабија, значи дел од граѓаните да покопно да стигнат до Саудиска Арабија. Состојбата таму е, како што ви е познато, од безбедносни причини нема постојано летови, има многу граѓани од други земји во светот кои што ги користат и приватните компании и чартер летови, така што е многу тешко и да се стигне до авиослотови за пренесување на патниците, односно на граѓаните кои што сакаат да се евакуират, но ние правиме навистина се што побрзо да обезбедиме такви слотови и во наредниве денови до понеделник најдосна да ги вратиме сите граѓани со 3 до 4 лета од овие дестинации, од Ријад и од Абу Даби. Премиерот Христијан Мицовски остварил средба со представници на нафтената индустрија во државата и заклучиле дека нема простор за загриженост. Разговаравме за актуелната состојба со нафтените деривати, имајќи в предвид кризата на Блискиот Исток и глобалните предизвици во оваа индустрија. Заклучивме дека нема простор за загриженост и дека состојбата е целосно под контрола. Залихи на гориво има и нафтените потреби целосно се задоволуваат. Ке продолжиме будно да ја следиме состојбата и ке реагираме во зависност од реалните потреби, напиша Мицковски на Фејсбук. Цената на горивата ќе се утврдува еднаш неделно за да се спречат секојдневни промени. Од владата велат дека во план, ако дојде до драстично зголемање на цена на нафтата, е намалување на данокот и намалување на дел од акцизата за да се спречи ценовен шок. Безбедносната состојба во земјава е стабилна, но на економски план можни се притисоци врз цената на нафтата и гасот. Премиерот Мицковски вели дека секојдневно се прават анализи за случувањата на Блискиот Исток и ако има значително поскапување, владата ќе интервенира. Се разгледуваат опциите за корекција на ДДВ-то од 18 на 10% при увоз на деривати, како и намалување до 4 денари на акцизата кај горивата. Притисок врз цената на енергенсите, на нафтата и гасот, повеќе на нафтата, бидејќи ние немаме премногу голема зависност во делот на гасот, полека завршува и грената сезона, така што од тој аспект, а и македонската индустрија нема прилично голема развиена мрежа во делот на гасот, можеби и во делот на нафтената индустрија ќе имаме одредени притисоци, ќе треба да се зголемува цената, но и тука разгледуваме со Министерството за финансии да намалиме во делот на акцизата, да намалиме во делот на даноците, да видиме кои се нашите можности за да го намалиме ударот врз стандардот на граѓаните. За да се обезбеди сигурност во снабдувањето со нафта и нафтени деривати, Регулаторната комисија го смени правилникот. Одлука за нови цени на горивата ќе носи еднаш неделно, само во понеделник, а не како досега цените да можат да се менуваат секој ден, зависно од движењето на нафтата и доларот на светските берзи. И од ЕСАМА велат дека цените на парното до крајот на грејната сезона нема да се менуваат. Проблеми во испораката на природниот газ, кој се користи како погонско гориво за производство на топлинска енергија, не се очекуваат. Потребните количини се навреме обезбедени до крајот на грејната сезона. Во меѓувреме и денеска цените на нафтата и гасот растат, но не со толкав интензитет како изминативе денови, откако Нью Йорк Таймс објави дека Иран индиректно контактирал со САД за да разговара за преговори за прекин на конфликтот. До тогаш на бензинските се точи поскапо гориво. Во САД дизелот ја достигна највисоката цена во последните 2 години и за една недела поскапе за 11%, а бензините за скоро 9%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
Судницата во Идризово сведочеа преживеање од пожарот во Пулс, сведочеше и менаџерот на бендот кој потврди дека тие ја носеле пиротехниката. Обвинетите кои се судат за пожарот во Пулс бараат до нив да седнат и 13-мината полицајци чие судење е закажано за 1 април. Тие, според адвокатите, одговарале за ист настан и исто кривично дело, па предупредија дека водењето на 2 судски процеси може да доведе до различни пресуди. Ќе станува збор за ист кривично правен настан, на кој што се разгледуваат истите последици. Не знаеме кои докази ќе бидат изведувани во таа постапка, бидејќи не сме дел од таа постапка. Сметаме дека е целисходно се да биде стаено на едно место и имајќи го предвид ставот на ОЈО дека ќе дојде до редукција, односно намалување на бројот на обвинетите, бидејќи и тогаш и сега тврдиме за овие правни квалификации кои што постојат во овој предмет, најмалку 80% од луѓето не треба да се во судницата. Судот го одби предлогот за спојување. Заедничкото судење ќе значело одолговлекување на случајот. Рочиштето продолжи со сведоштва на преживеани кои биле гости во дискотеката. Според нив огнот се ширел многу брзо. Се создал густ чат, а врз нив паѓале огнени капки. Топлината била неподнослива, па со своји очи гледале како се создаваат изгореници по нивните тела. Гледав како кожата на десната рака почнува да ми се лупи. Имав изгореници од 2 степен, кажа во судницата Христијан Китанов, кој бил гостен во Пулс. Тој додаде дека животот му го спасиле двајца од обезбедувањето, па рече дека за нив се откажува од кривичен прогон и оштетно побарување. Во судницата сведочеше и менаџерот на ДНК Васко Спасовски, кој рече дека не знаел кој бил задолжен за активирање на пиротехниката ноќта на 16 март, а од негови пријатели подоцна дознал дека Владимир Блажев Панчо ја набавувал од продавница во Кисела вода. Панчо беше мотор на бендот, беше шеф на бендот, договараше проби, правеше репертоар. Судењето продолжува во понеделник со распит на сведоци, но обвинителството се пожали дека дел од нив станале недостапни, па за нив побара да се испратат судски покани. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Стојанчо Јовановски доби продолжение на притворот. Истражните органи имаат потреба од време за да обезбедат докази во постапката. Премиерот ги повика жртвите на семено насилство да не ги повлекуваат пријавите за службите да можат да постапуваат. Продолжен притворот за Стојанчо Јовановски за дополнителни 48 часа. На обвинителството му треба време, бидејќи се вештачат 3 мобилни телефони. Се обезбедуваат и анализираат видеоснимки од повеќе критични локации, а се обезбедува и целокупна документација за претходни поплаки и пријави за семејно насилство на осомничениот и починатата Ивана, која заедно со незината ќерка скокна од балкон во населбата Карпош. Уште овој пат може да му се продолжи краткотрајниот притвор. Откако ќе истечат овие 48 часа, обвинителството може да побара редовен притвор доколку има потреба, нагласуваат оттаму. Од МВР во денешниот билтен нема случај на пријавено семејно насилство, додека вчера двајца маѓи од Скопје беа повикани на службен разговор поради пријава дека физички ги малтретирале нивните супруги. Но откако министерот Тошковски ја испрати телеграмата до сите полициски службеници за како да постапуваат во овие случаи, согласно новите измени на кривичниот законник, од Министерството за внатрешни работи појаснуваат дека во делот на понатамушното постапување по извршен службен разговор со лице пријавено за насилство, полициските службеници постапуваат во координација со надлежниот јавен обвинител, зашто се должни веднаш да го известат. Понатамушните мерки и активности, вклучително и евентуално задржување или предлагање соодветни мерки, се презимаат по насоки на надлежниот јавен обвинител и во согласност со законските одредби. Премиерот Мицкоски апелираше до сите жртви на семејно насилство да не се повлекуваат од пријавите против насилникот, бидејќи во тој случај институциите се немокни да постапат. Верувајте ми, ако се повлекува пријавата, тогаш институциите, центрите и Министерството не можат ништо да направат. Затоа е многу важно секој оној кој што е жртва на семејно насилство, тоа да го пријави за да може и да остане на таа пријава, за да можат институциите да постапуваат. Стојанчо Јовановски, сопругот на Ивана и таткото на Катја, кој почина на лице место при пад од балкон, е осумничен дека е навел на самоубиство за нанесување телесни повреди и загрозување на сигурноста. Во меѓувреме, МВР спроведува внатрешна контрола за полициските службеници. За дента кога 2 часа пред трагичниот настан, Ивана пријавила семејно насилство, но се повлекла од пријавата, а полицијата си заминала од местото, бидејќи не видела телесни повреди кај неа. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
Вестите во основ завршија, следното издание во 9 часот. Пријатно.